Бумеранг е новата песна на поп-пеачката Викторија Лоба, за која вели дека е напишана за само неколку часа, а е снимена наменски пред новогодишните празници. Автори на песната се Лоба и еден од нашите најангажирани композитори и продуценти Лазар Цветковски. Бумеранг е песна која ја чувствувам како дел од мене, не само затоа што ја создадовме во еден спонтан, инспириран момент, туку и затоа што нејзината порака длабоко зборува за тоа кои сме ние како луѓе. Животот е круг и се што даваме, се враќа назад на свој начин и токму тоа сакав да го доловам со оваа песна, рече Лоба. Видеоспотот за песната е снимен во Галичник, Скопје и еден дел во Грција. Режисер е Дарко Митев. Видеото датира од 2014 година, што фрла нова сенка на неговиот случај, бидејќи претходно се тврдеше дека Пи Диди се забавува со малолетници и плани на познати личности дури во 2009 година. Најновото видео од познатите бели забави на контроверзниот и уапсен рапер Пи Диди Викендов ги преплави социјалните мрежи. Во видеото, кое некој го нарекоа јадејќи суши од гола жена, се гледа како Шон Компс, познат како Пи Диди, наводно ужива во храната. Видеото датира од 2024 година, што фрла нова сенка на неговиот случај, бидејќи претходно се тврдеше дека Пи Диди се забавува со малолетници и плани на познати личности дури во 2009 година. Го видов видеото, страшно е, жената лежи на масата и луѓето од неа, а ги има многу, земаат храна, како да е послужавник, изјавил еден од гостите на подкастот Судењето на тато. Бескрајно и благодарам за нејзиниот придонес во македонската музичка култура и посакувам да продолжи вака успешно да создава, да биде голем афирматор и промотор на македонската култура, рече министерот Јутков, министерот за култура и туризам. Зоран Јутков вчера вечер присуствуваше на првото издание на манифестацијата Ability Awards, каде што на реномираната пијанистка Ема Ананиевска ја врачи наградата за култура и уметност. Министерот Јутков упати честитки до Ананиевска, која е дипломирана пијанистка на Факултетот за музичка уметност во Скопје, истакнувајќи дека нејзиниот придонес во македонската музичка култура е бесценет, а нејзиното музицирање покажува дека уметноста може да ја надмине секоја пречка. Бескрајно и благодарам за нејзиниот придонес во македонската музичка култура и посакувам да продолжи вака успешно да создава, да биде голем афирматор и промотор на македонската култура, рече министерот Јутков, кој упати и честитка по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Групната изложба се за портретот е дел од интернационалното уметничко истражување на ниво на моменталната перцепција на уметничките остварувања на тема портрет. Изложбата во сличен состав на уметници беше премиерно представена на меѓународната публика во Институтот за култура на Романија во Венеција од 15 до 20 ноември 2024 година, а своја завршница ќе има во Музеот на регионот Бузол, Романија во јануари 2025 година. Денес во 19 часот во галерија Остен, Скопје ќе се одржи отворањето на изложбата се за портретот. Групната изложба се за портретот е дел од интернационалното уметничко истражување на ниво на моменталната перцепција на уметничките остварувања на тема портрет. Изложбата во сличен состав на уметници беше премиерно представена на меѓународната публика во Институтот за култура на Романија во Венеција од 15 до 20 ноември 2024 година, а своја завршница ќе има во Музеот на регионот Бузол, Романија во јануари 2025 година.